Отворена е итна седница на која ќе се дискутира за деталите од нацрт договорот за добрососедски односи, побара пратеникот Антонио Милошовски во име на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Тој вели дека бараат од владата и од премиерот Заев да се одржи седница по изјавата на министерката за надворешни работи на Бугарија, Екатерина Захариева, дека договорот е затворен и немаат намера да преговараат, а во него не се споменати македонскиот јазик и народ. Пратениците на Коалицијата за подобра Македонија увидоа 5 суштински слабости кои овој договор го прават штетен за интересите на Република Македонија и дадовме 5 препораки. За да денес добиеме официјална изјава од министерката за надворешни работи на соседна Република Бугарија, господјата Захариева, која што наспроти тврдењата на господинот Заев дека текстот на договорот е отворен и може да има подобрувања, таа тврди дека текстот на македонско-бугарскиот договор за добрососедство е затворен, дека немаат намера да преговараат, дека не го признаваат македонскиот јазик и дека нема нешто такво во договорот како македонски народ. Тој укажа дека собранието и владата пред јавноста се одговорни да отворат јавна дискусија за договорот, за да може јавноста да знае што ќе биде потпишано и колкава е користа од овој текст и договор за соседна Бугарија и колкава може да биде штетата за Македонија. За бугарскиот премиер ќе биде победа што ќе потпише договор во кој што го нема терминот македонски народ, ни според Уставот на Република Македонија, ни без Уставот на Република Македонија. Денеска Сдруженијето Блаже Коневски организираше протест пред зградата на Министерството за надворешни работи против потпишување на договорот за добрососедство со Бугарија, кој треба да се случи на празникот Илинден на 2 август. Пријателство да, заедничка историја не, стоп за поделбата на Македонија, пишуваше на дело транспарентите што ги носеа присутните. Од Сдруженијето изјавија дека се за соработка меѓу Македонија и Бугарија, но преку трговски и економски договори, а не преку договори со кои два различни народа би имале една заедничка историја. Предупредуваат дека ќе продолжат со активностите за да го спречат овој договор, но и дека доколку тој се потпише ќе има уште помасовни собири.